Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Стефан Ел Шарави ке паузира уште 10 недели откако во саботата му беше извршена операција на десното стапало. Ел Шарави има страшни проблеми со двете стапала во текот на целата актуелна сезона со посебен акцент на десното. Поради микрофрактура на метатарзалната коска на десното стапало не играше од почетокот на септември па до крајот на ноември. Дополнително имаше нови проблеми со истото стапало, па по препорака на лекарите мораше да му биде извршен оперативен запад. Во Милан се надева дека оваа операција на вистински начин ќе ги острани сите проблеми кои ги има нивниот играч, па се надева дека барем во завршницата на сезоните ќе имаат спремен напаѓач. На тоа се надева и италијанскиот селектор Чезаре Прандели, кој не се откажа од Ел Шарави за светското првенство во Бразил. Оваа сезона Ел Шарави одигра само 4 првенствени надпревари за Милан, односно вкупно 7, додека минатата сезона со 16 голови беше трет најдобар стрелец во серија А. Месит Озил поради повреда на рамото ќе пропушти неколку надпревари за Арсенал. Не играше во Њукасл каде Арсенал забележа минимална победа. Озил го повредил рамото во победата над Вест Хем од 3-1 и ќе отсуства најмалку уште 2 недели. Озил во финишот на летниот природен рок се пресели во Арсенал од Реал Мадрид за сума од 47 милиони фунти и на 15 надпревари во Премиер лигата тој има учинок од 4 голови и 8 асистенции. Швајцарецот Симон Аман победи на првото надпреварување во ски скокови од новогодишната турнеја 4 скокалници, која се бодува и за светскиот куп. Симон Аман, кој е 4-кратен индивидуален олимписки шампион, ја оствари првата победа сезонава. Аман победи на скокалницата во германскиот град Оберсдорф со 301,9 поени со скокови од 139 и 133 метри. Втор беше Андерс Бардо од Норвешка, додека трет Петер Превц од Словенија. Двајца од фаворитите водечкиот во светскиот куп Камил Штох и австриецот Грегор Шлиренцауер заврши на 13-то и 9-то место. Начело во генералниот пласман во светскиот куп во ски скокови по 10 од вкупно 28 надпреварувања е Камил Штох со 430 поени пред Андерс Бардо со 391, Грегор Шлиренцауер со 381 поен и Симон Аман со 344 поени. Новогодишна турнеја 4 скокалници продолжува утре во германскиот ски центар Гармиш-Партенкирхен. Крис Бош од Мајами Хит и Кевин Дурент од Оклахома Сити Тандер беа именувани за играчи на неделата во NBA лигата. Бош со Мајами имаше 3 победи и 1 пораз, а тој бележеше по 22,3 поени, 8 скока и 1,7 блокади и 1,2 украдени топки по надпревар. Бош забележа 2 дабл-дабл учинока, вклучувајќи го и оној со 37 поени и 10 скока во победата над Портланд во дербито. Дурент ја предводеше Оклахома до недела без пораз, односно 3 победи во исто толку надпревари. Во текот на минатата седмица бележеше 32 поени, 10,7 скока и 5,7 асистенции по надпревар. Во последните 2 надпревари оствари дабл-дабл учинок против Шарлот и Хјустон Рокетс.